Управителка на транспортна фирма осомничена во случајот Транспортер доби куќен притвор во време траење од 30 дена. Судијата во претходна постапка од Основниот суд Скопје 1 вели дека сметал дека таа ќе може да избега, да влијае на сведоци или пак да ја попречи истрагата. За останатите тројца директори на средни училишта во Битола, пак кои вчера беа испрашувани во Кривичниот суд во Скопје, е одредена мерката за одземање на патна исправа како гаранција дека нема да ја напуштат земјава. Распитот продолжи и денеска за уште тројца други од 11 осомничени, за кои специјалното јавно обвинителство побара мерка притвор. Неофицијално станува збор за тројца осомничени директори на превозници, кои според специјалното обвинителство биле соучесници во финансискиот криминал за превоз на ученици во општина Битола. Специјалното јавно обвинителство бараше притвор за 11 од вкупно 22 осомничени лица во овој случај. Во вторникот судија на претходна постапка му одреди 30 дена притвор на еден од осомничените во Транспортер по сите три основи од членот 165 од Законот за кривична постапка, додека на други тројца осомничени им одреди мерки на предпазливост. Во случајот Транспортер главен осомничен е градоначалникот на Битола Владимир Талески, кој случајот го нарече политичка хајка, но за него не е побарана мерката притвор, бидејќи беше помилуван од председателот Ѓорѓе Иванов.